Актуелности од политиката денес. Од ВМРО ДПМН е вела дека Македонија не е приватна сопственост на СДСМ, па да не ги почитува законите. Зоран Заев пак очекува председателот Иванов во рок од 10 дена да му го додели мандатот за формирање влада. Ексклузивно интервју на телеканал А1 со единствениот дипломиран оџачар жена во Македонија. Советот на општина Валандово вчера вечер изгласа одлука со која на граѓанската иницијатива Спас за Валандово и се одобри барањето да собира потписи за распишување на референдум. Саботно издание на дневникот на телеканал А1. Добре дојдовте. Заплашувањата на Заев и неговата ергела платени експерти врз судиите и вработените во јавната и државната администрација се само уште еден обид да се врати државата во мрачните 90-ти години, кога без работа и без основни средства за екзистенција остана над 200.000 луѓе, беа затворени над 600 фабрики, а кривичните пријави на партиско подобните случајно беа изгубени. Ова на денешната пресконференција го истакна Горан Маноиловски од ВМРО ДПМН. Криминалецот Зоран Заев и криминалната врхушка во врвот на СДС ја покажуваат нивната мисловна матрица, да се однесуваат кон Македонија како кон своја приватна сопственост и да не ги почитуваат законите и уставот на Република Македонија. Заплашувањето на Заев и неговата ергела платени експерти врз судиите и вработените во јавната и државната администрација се само уште еден обид да се врати државата во мрачните 90-ти години, кога без работа и без основни средства за екзистенција остана над 200.000 луѓе. Беа затворени над 600 фабрики, а кривичните пријави на партиско подобните случајно беа губени. Заев потврди дека не се откажал од намерата за јадење на живи луѓе. Со секој еден човек во Македонија кој не им се допаѓа на Заев и на криминалната клика околу него. Криминалецот Заев е во страв и паника. Единствено што сака е да се спаси себе си од кривична одговорност за големиот број на кривични дела кои му се ставаат на товар. Лидерот на Социјалдемократскиот сојуз Зоран Заев очекува председателот Ѓорѓе Иванов во рок од 10 дена да му го даде мандатот за состав на нова влада, откако Заев ќе му ја предаде писмената гаранција за зачувување на унитарноста на државата. Веднаш штом ќе биде осогласена меѓу нашите два кабинети, таа изјава на гаранцијата за унитарноста, територијалниот суверенитет, територијалниот интегритет, суверенитетот, уставноста на државата, евроинтеграциите, Охридскиот договор, сето она што е важно, кој што во континуитет го кажуваме ние политичките партии, а му е важно на господинот Иванов да му биде дадено како гаранција, штом го согласиме, веднаш ќе побарам јавна средба, имам намера тоа покрај кај господинот Иванов да го објавам до вас медиумите за ден поскоро да биде даден мандатот, заради тоа што логично ако не ни треба 20 дена, но ќе ни требат неколку денови во делот на преговори да формираме влада со конечна цел до крајот на овој месец Република Македонија да има нова реформска влада. Адвокатската комора на Република Македонија денеска одбележа 72 години самостојна и независна јавна служба, заштитувајќи ги човековите права и слободи на рамниште на европските и светските стандарди. Можам да кажам дека ми е задоволство што македонската адвокатура перманентно го зазема своето место во системот, ги штити правата на граѓаните. Според наша оценка во вакви тешки околности во кои што се среќаваме со повеќе тешкоти, со повеќе негирање на улогата на адвокатот, релативно успешно. Тоа што во иднина сакаме да биде е подобро и од аспект на подобрување на законската легислатура која што ќе ни помогне да тоа го остваруваме што поефикасно за граѓаните и од аспект на подобро разбирање на улогата на адвокатите. Без адвокатите не се може. Едноставно, секој доаѓа во позиција да побара адвокат, да се ослони на неговата правна помош и да дел од животот му зависи буквално од стручноста и компетентноста на адвокатите. Советот на општина Валандово вчера вечер изгласа одлука со која на граѓанската иницијатива Спас за Валандово и се одобри барањето да собира потписи за распишување на референдум, на кој жителите ќе се изјаснат дали се за или против отворање на рудник во Казандол.
Со 8 гласа за и 7 воздржани, Советот на општина Валандово доцна синоќа донесе одлука граѓанската иницијатива Спас за Валандово да ги собере потребните 2000 потписи, за да може локалната самоуправа да распише референдум на кој жителите ќе се изјаснат дали се за или против отворање на рудник во Валандовското село Казандол. Пред да се стави точката на гласање, советниците речиси 2 часа расправаа по прашањето дали треба да им се даде можности на жителите на Валандово да се изјаснат на референдум дали се за отворање на рудници во нивната општина. Се доставени од страна на ДИП 256 евидентирани потписи во кои што Државната изборна комисија потврдува дека иницијативата, тоест барањето на иницијативата е уредно. Затоа мислам дека по однос на ова прашање ние воопшто нема што да полемизираме, туку треба да дадеме позитивно мислење како Совет за иницијативата да продолжи со своите активности. Кој е за предлог покренување на граѓанска иницијатива за покренување на референдум на локално ниво, за произнесување на граѓаните во однос на тоа дали да се стопира или не изградбата и почнувањето со работа на рударскиот комплекс Казандол и дали сакат општина Валандово да се развива со еден тешка и заготовачка индустрија. Кој е за? 8 гласа за. Против? Не знам кој. Нема. Воздржани? Нема. Со ова заврши седмицата на Советот на општина Валандово. Според законот, иницијаторите на референдумот во рок од 1 месец се должни да соберат потписи од минимум 20% од граѓаните на општината, а тоа во случајот на Валандово се 2000 жители кои треба да ги дадат своите потписи. Од иницијативата Спас за Валандово изјавија дека од следната недела ќе почне постапката за собирање на потписите со цел побрзо да се распише и референдумот. Инаку на вонредна седница вчера и Советот на општина Дојран едногласно се изјасни за распишување на референдум кој ќе се одржи на 18 јуни, инаку жителите на оваа општина ќе се изјаснуваат за прашањето дали се за отворање на рудници за металични и минерални суровини во нивната општина. Здруженијето за едукација на деца и младенци Сложувалка во соработка со компанијата Близнак Кум од Гевгелија ја реализира втората обука наменета за представници од различни сектори на која присутните има можност да се запознаат подобро со целите и активностите на проектот и заеднички да дискутираат и разменат мислења во врска со одложување на отпадот, а со тоа да придонесат за заштита на животната средина во општината. Да се подигне свеста кај децата со правилно собирање и селектирање на отпад, а воедно и да се стекне навика за одложување на отпадот на соодветно место е целта на еколошката акција како дел од проектот намалување на отпадната пластика и рециклирање на ПЕТ пластичен отпад од домаќинствата, која ја спроведува Здруженијето за едукација на деца и младенци Сложувалка од Гевгелија. Покрај веќе организираната обука за деца, вчера се одржа обуката за представници од разни сектори, Државен инспекторат, општина Гевгелија, основните училишта и приватниот сектор. Исто така, во текот на до март 2018 година ќе се спроведува активност во училиштата, каде што тие ќе треба да соберат, да носат од домаќинствата отпадна пластика и да ја уложуваат во нивните училишта. Во основните училишта Владко Антарџиев и Крстимир Сирков во општина Гевгелија од страна на Сложувалка во партнерство со Близнак Кум се поставени големи вреќи каде што децата од двете училишта ќе треба да носат пластични шишиња од домаќинствата, значи чисти пластични шишиња, да ги носат во своето училиште и да ги стават во соодветните вреќи. Присутните имаа можност да се запознаат подобро со целите и активностите на проектот и заеднички да дискутираат и разменат мислење во врска со оваа проблематика со цел поголема заштита на животната средина во општина Гевгелија. Оваа активност ќе трае до април 2018 година, а по завршувањето на проектот секој училиште ќе добие непарична награда во износ на собраниот отпад со тенденција оваа активност да продолжи понатаму да биде одржлива. Под кулите на Струмица е насловен традиционалниот фестивал на староградски песни и серенади во Струмица, кој синоќа се одржа по 9-ти пат. Во големата сала на Центарот за култура Антон Панов, освен струмичани, се распеа и радовишани, валандовчани, битолчани и многу други.
Традиционално се одржува секоја година, петочно, значи годинава на 12 мај. Имаме 8 ансамбли, вклучително со нашиот распеани струмичани. Ќе настапуваат распеани Радовишани, Свети Николе, група Серенада Петрич, Кут Илинден од Битола, Крива Паланка, Валандовчани. Се надевам не испуштив некој сега во моментот, мислам дека сите ги набрав, значи вкупно 8 ансамбли. Ќе биде интересно, сите доаѓаат со нови композиции, како и секоја година, така и годинава. Ние посебно можеме да се пофалиме со избор на квалитетни композиции, нови, во изработка со нашиот диригент Игор Ангелов. Ќе биде многу интересно, многу разнолико. Во Ново Руво се разбира и амбиентално, значи староградски, сите облечени традиционално во такви носи. И ќе биде интересно за публиката, како и секоја година имаме разновидна публика, ги очекуваме пак од деца, внуци до баби, дедовци, значи од сите генерации. Публиката е секогаш многобројна. Македонија има култура и традиција во негувањето на староградската игра и песна, посебно ние тоа го имаме во нашето културно-уметничко друштво Илинден во Битола. Меѓу нас, значи, постои навистина огромна љубов кон оваа игра. Ние сме ветерани, значи играурци бевме пред некои 20 години, а сега повторно настапуваме. Значи, штом ги оставаме сите обврски на страна, работа, деца, семејство и доаѓаме да учествуваме на ваквите фестивали, тогаш мора да станува збор за силна љубов и поврзаност и се разбира исполнување на манетот што се вели на нашите баби и дедовци, значи за зачувување на старата песна игра битолска, македонска воопшто. Факт радува што од година на година се продолжува традицијата, односно уживувањето на староградската серенадна песна, што дава една гаранција дека во текот на наредните години поуспешно ќе се негува оваа традиција. Ние прв пат почнавме пред 10 години, бидејќи постоеше бојазност староградската песна да падне во сенка, односно серенадата беше исклучена од многу непознати причини и познати. Струмичани синоќа повторно во голем број излегоа на улиците на својот град во знак на поддршка на граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Тие уште еднаш кажаа дека не сакаат никакви платформи од туги држави кои сакаат да ја направат нашата земја двојазична и бинационална. Тие порачаат дека единствен излез од кризата се нови предвремени парламентарни избори. Викендот е предвиден за алтернативна програма, а маршевите продолжуваат повторно од понеделник. Посебно сакаат да го заплашат раководството на граѓанската асоциација, не само во Струмица, секаде во Македонија. Имено што се случи? Се сеќавате на Телма во емисијата Топ тема, повторно еден наш струмичанец, професор Рашковски, овој со бела коса, на емисијата многу јасно рече, треба да ги апсиме овие водачите на граѓанската асоциација. Каква бламажа си направи. Па срамота е тоа, бре, луѓе, уште тогаш се покажа. Луѓето ништо не направиле, мирно протестираа по улиците на Скопје. Потоа следуваше за да си го вратат рейтингот, но знаете како е тоа, кога сакаш некому да сплетиш мрежа, влегуваш во сопрената мрежа. Се случи повторно нешто во емисијата во Центар со господинот Васко Ефтов. Нешто овде зборуваше Ангелина, но и јас ќе се надополнам. За мене можеби тоа многу важно. Наместо да го качат рейтингот, нивниот рейтинг падна, уште подолу. Ова во сочната фигура на Мирослав Грчев, на председателот на интелектуалците на СДСМ, се растопи како свеќа. Имено на констатација на новиран на Ефтов, дека луѓето кои протестираат низ цела Македонија, посебно во Скопје, кои се движат од владата преку канцеларијата на председателот па до собранието, немаат скршено ниту едно шише. За разлика од нив, овие од Чарената револуција ги испоганија нашите споменици, нашите херои, нашите национални дејци, па дури и некои споменици на егејците, на бежанците. Покрај тоа и фрлија неколку молотови коктели, неколку бомби во канцеларијата на председателот на Републиката, Георги Иванов.
Галеријата на икони во Струмица ќе биде обновена. Станува збор за еден од објектите кој во последните години задолжително влегува во туристичката понуда на регионот и збирка на икони која дава можност да се видат почетоците и развојот на зографското творештво во Струмичко во периодот од 15-тиот па се до првата половина на 20-тиот век. Таму се потребни одредени активности кои што ќе бидат пред се од санационен карактер. Имено некои позиции таму бележат појавување на влага, појавување на некои работи кои што бараат конзерваторски активности. Како е да се биде единствениот дипломиран оџачар жена во Македонија? Гостинка во нашата телевизија во емисијата Отворено студио беше Јасмина Атанасова Симјановска, која е првата жена која е дипломирана во оваа професија во нашата држава. Еве дел од разговорот со неа. Пред неколку години бевме на стручна посета на нашето партнерско училиште во Загреб. Тоа е Обртничка индустријска градителска школа Загреб во Хрватска. На таа посета имавме средби со директорите, со наставниците и бевме многу изненадени кога слушнавме дека овој профил постои во Хрватска, но не постои во Македонија. Веќе долги години нема ниеден стручен, образован, лиценциран, дипломиран оџачар. Заклучивме дека би било умно, би било многу добро да таква струка се отвори во Македонија и планот е од 1 септември 2017 година почнуваме со оваа струка во нашето училиште. И оџачарот мора прво и основно да го констатира проблемот и да го решава. Да. Многу ме интересира како изгледа жена кога би чистела оџак. Ние вам да појасниме како се чисти оџак. Исто како и маж, нели? Секој оџачар мора да има своја униформа. Униформата на оџачарот е секогаш црна, што е логично, нели? Затоа што сагите се црни, па сега би било малку неизгодно да носиме бели униформи. Тоа за жена одговара повеќе. Да, поготово. И носиме капчиња, веќе зависно од титулата што има оџачар. Оџачарот може да биде оџачар помошник, може да биде оџачар и може да биде оџачар мајстор. Значи само од капата зависи или целата униформа е во прашање? Целата униформа е всушност во прашање. Да речеме, копчињата се тие кои што кажуваат за статусот. Секогаш оџачарот има златни копчиња. Помошникот оџачар има 6 копчиња. Оџачарот има 7, додека оџачарот мајстор има 9 копчиња на капотот и тоа покажува дека станува збор. И уште нешто. Додека оџачарот и помошникот носат оџачарски капчиња, оџачарот мајстор носи цилиндар. Тоа ние што го имаме сега тука? Тоа е она што ние го имаме сега тука. Целото издание на ово отворено студио ќе може да го погледнете во понеделник во вообичаениот термин во 17 часот и 15 минути. Продолжуваме понатаму со останатите содржини од овој дневник. Одиме со теми од здравството. Вирусните инфекции се најчести кај децата, велат лекарите. Но тие советуваат да не се паничи и да се остави организмот самиот да се избори со нив, бидејќи имунитетот на децата е поотпорен за разлика од имунитетот на возрастните. Инфекциите на горните дишни патишта кај малите деца се чести. Најчести се вирусните инфекции и според примариус доктор Благица Манчева, специјалист педијатар, на организмот треба да му се дозволи да се избори со нив, а имунолошката одбрана зависи од самиот организам на детето. Многу зависи од општиот имунодговор на организмот, но и од вирулентноста на вирусот. Дали вирусот ќе ги засегне само горните дишни патишта, дали инфекцијата ќе се спушти на долните дишни патишта, дали ќе има знаци за секундарна бактериска коинфекција, која што многу често настанува кај малата детска возраст, тоа останува на
матичниот педијатар кој што си го следи своето дете со редовната контрола и преглед да направи проценка на кое ниво е инфекцијата. Според неа, родителите не треба да паничат во случај на покачена температура и течење на носот во првите 24 часа, бидејќи самиот организам почнува да се брани. Во ваквите случаи таа советува да бидат потрпеливи и да се советуваат со педијатар само доколку состојбата кај детето се влоши. Би требало да бидат малку потрпеливи, да делуваат симптоматски со внесна течности, нели чаеви, топли напитоци, поголем внес на витамини, симптоматска терапија доколку температурата е повисока од 38,5, зошто го потенцираме тоа? И тука се прави основна грешка, значи кога организмот е атакиран од одреден вирус, неговиот имун одговор ја покренува цела една низа на воспалителни реакции. Како што вели примариус доктор Манчева, организмот на децата е многу поиздржлив и поспособен да се брани отколку кај возрастните. Затоа таа препорачува да не се носи веднаш на лекар и да се бара терапија која веднаш ќе действува, туку да му се остави време тој самиот да се избори онолку колку што му е потребно. Многу топло време со мала облачност. Метеоролозите предвидуваат временска прогноза, која во наредните денови, почнувајќи од денес, ќе го доведе нашиот регион, односно југоистокот, во портокалова фаза. Највисоката температура на воздухот се очекува да достигне до 32 степен Целзиусов. Значи, овие температури, прогнозирани температури, влегуваат во жолта фаза на предупредување од опасност од високи температури, тоа е метеоалармот, а во југозападните делови веќе имаме и портокалова фаза, веќе опасност од високи температури на воздухот. Утрешниот ден времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност и топло време, ќе дува слаб, а дожд по Вардарието, повремено умерен ветер од северозападен правец, нешто пониски температури утре ќе имаме во земјава и ќе се движат во интервалот од 23 до 31 степен Целзиусов. Веќе од понеделник, па и во наредните денови, нашето подречје ќе биде под влијание на посвежа воздушна маса, значи северно воздушно струење кое ќе предизвика променливо облачно време со повремени врнежи од дожд. Во вторник, значи, ќе биде променливо облачно и нестабилно со локален пороен дожд и грмежи и со умерен ветер од северозападен правец. Овие врнежи повеќе ќе бидат застапени во јужните и југоисточните делови, каде се очекува да биде нестабилно, значи повеќе нестабилно во југоисточните делови од земјава. А во среда ќе имаме на повеќе места врнежи од дожд кои ќе бидат со умерен интензитет и ќе биде и посвежо. Значи во вторник дневната температура на воздухот ќе се движи од 18 до 24 степени, а во среда од 16 до 23 степени. Да, а овие температури најмногу влијание ќе имаат кај хронично болните. Еве што велат лекарите за ваквите температурни шокови. Навремено интервенирање во рок од првите 2 до 3 часа е најдобро, бидејќи ние тука спроведуваме тромболитична терапија, значи разбивање на тромботичните маси кај пациенти кои што имаат акутни состојби и доколку брзо дојдат и навремено пациентите имаат шанси да настане разбивање на тромбот и повлекување на симптомите. При вакви промени пред се страдаат личности кои што имаат хронични болести, висок крвен притисок, диабет, значи бројни коморбидитети, пушачи и треба да се внимава при промени на влажноста на воздухот и воздушниот стоп исто така, да се внимава пред се временски кога се излегува, пред од 10 до 14 часот е неповолно време да се седи дома и треба да се внимават тие личности, значи да пијат редовно терапијата и да не излегуваат на при овие временски разлики, температурни и да пијат доволно течност. И за крајот овој дневник вестите од светот и регионот. Касацијскиот суд на Италија како највисока судска инстанца ја потврди пресудата за затворската казна од 16 години на капетанот на гигантскиот туристички брод Коста Конкордија Франческо Скетино поради предизвикување бродолом, при кој во 2012 година загинаа 32 лица. Касацијскиот суд всушност ги потврди пресудите на основниот суд од 2015 и на апелацијскиот суд од 2016 година. Скетино беше обвинет за повеќе кривични дела, меѓу кои за убиство без предумишљај
домисла за предизвикување на телесни повреди и за напуштање на бродот. По одлуката на највисокиот суд, Скетино треба да замине в затвор на издржување на казната. Гласањето за излегување на Велика Британија од Европската Унија минатото лето довело до зголемување на бројот на британците кои конкурираат за германско државјанство, пишува весникот The Local. Во Хамбург 280 британци поднеле документи за германско државјанство минатата година, што е за 5 пати повеќе во однос на 2015 година. Регионалната влада на Дармштат, која одговара за големи градови како што се Франкфурт и Висбаден, забележува дека во областа вкупно 628 британци се пријавиле за државјанство минатата година, што повторно е за 5 пати повеќе во споредба со 2015 година. Денес ќе се одржи сослушувањето на кандидатите за директор на FBI. На списокот се четворица, меѓу нив се во моментов вршителот на должноста Ендрю Маккейб, сенаторот републиканец од Тексас Џон Корнин, поранешниот заменик јавен обвинител Алис Фишер и судијата Мајкл Гарсија од Њу Јорк. Тие ќе бидат слушнати од јавниот обвинител Џеф Септонс и неговиот заменик Рот Розенштајн. Можно е подоцна да се појават и други кандидати за функцијата. Директорот на FBI има 10 годишен мандат, но може да биде отпуштен од председателот, како што тоа се случи со Џејмс Коми. Назначувањето ќе треба да биде одобрено и од Сенатот. Владата на соседна Бугарија го задолжила Министерството за финансии да изработи нацрт закон кој ќе забрани приватизација на компании во државна собственост и нивни подружници, јави бугарската БТА. Во обраќањето до јавноста по состанокот на кабинетот в среда, министерот за економија Емил Караниколов рекол дека сите процедури на приватизација на државните компании кои се во тек ќе бидат веднаш завршени. Тоа беше се за овој дневник. Ви благодарам на вниманието. Имајте убав викенд.